Се пишува за најдлабокото и најгусто човечко. Е како да се расече сопственото срце и да се дише преку клетките на другите. Ке каже Ана Јовковска за своето најново читиво символично насловено Емотивен талок. Собирајќи го емотивниот талок од сопствените интимни пунктови, всушност брцнав кај сите помалку, а најмногу во безвременските хуманистички радости и болки и цивилизацијски предизвици. За приказните за кои допрва ке се зборува. Лице в лице со Ана Јовковска. Петтата книга ја здогледа светлината на денот. Велите се чувствувам несигурно исто како да е прва. Какви се емоциите и набојот еве непосредно пред промоцијата? Не знам, веројатно човек колку и да е самоуверен кога станува збор за пишувањето, секогаш постои некоја чувство на несигурност дали овој ракопис ќе го оправда она што читателите го очекуваат. Така што мојата нова книга, Емотивен талок, која што е издание на 3 и чија што промоција е денес во 19 часот во Младинскиот културен центар, односно во МКЦ клуб ресторанот, некако ми направи некој и мене емотивен вртлок за тоа дали ќе има добра рецепција од публиката. Она што би ми било мене како авторка најважно е да ја доживеат како искрена книга и да може да направат читателите некаква емоционална идентификација со оваа интимна проза, би рекла, која што е раскршена жанровски. Хибридна проза во која што има и раскази, многу емотивни сплетки меѓу разни ликови, вистински, некои се и фиктивни. Велите приказни од женската кујна пишувани за време на пандемијата. Колкав емотивен талок ни остави пандемијата и секојдневието кое го живеевме изминативе 2 години? Густ емотивен и длабок талок. Животот ни се промени радикално. Пандемијата буквално ни го преврте главички животот. Сите тие состојби на криза, здравствена и хумана, болести, не само физичкото здравје, туку и менталното здравје кој е една сериозна реперкусија на оваа пандемија, постојаната состојба на стрес, на страф и на неизвестност не затвори сите дома во некакви блокови, во некакви 4 зида, но тоа од друга страна покрај сите негативни работи овозможи некаква подлабока интроспекција, би рекла. Па некако и јас се свртев внатре кон себе си и можеби затоа копајќи по своите лавиринти успеав да ја напишам оваа книга Емотивен талок, која што сега би сакала да рефлектира кон надвор и да биде некакво остро огледало не само на моите лични преиспитувања, затоа што личните преиспитувања секогаш рефлектираат кон некакви критички промислувања на колективното, на оно што е надвор од нас, на оно што е се околу нас во оваа заедница. И од друга страна, колку емотивно вие се потрошивте ставајќи ги сите приказни на парче хартија? Пишувањето троши, но од друга страна пишувањето ми беше и некаква терапија. Има некаква ослободувачка магија во процесот на креативното пишување. Човек се празни, но и кога ќе дојде вака момент на промоција, кога книгата ќе почне да живее меѓу својата публика, повторно некако се полниш. Прочитав еден многу мал сегмент од поговорот за книгата кој што го напиша Гоце Смилевски, но што и за книгата меѓу другото напишаа промоторките професор доктор Ана Мартиновска и професор доктор Сонја Стојменска ЛЗСР. И не само што ја забележав во одушевеноста од она што вие го ставивте на парче хартија, туку меѓу другото и длабокиот респект за вас, Ана. И кога ќе го стикнете веројатно респектот од вакви врвни интелектуалци, сваќате дека сте на вистинскиот пат во она што го работите? Не знам, човек постојано се преиспитува дали е по правиот пат. И мислам дека тоа е најдобрата формула, да не остануваш во некакво статус кво, туку постојано да се трудиш да работиш на тој некој личен па и професионален раст и развој. Ми беше навистина голема чест што и Гоце Смилевски се согласи да го напише поговорот на книгата, иако Гоце ми е сега колега во Институтот за македонска литература, работиме заедно и тогаш му реков сакам да си целосно искрен кон мене. Нема да ми направиш услуга ако ми кажеш дека оваа проза е добра, ми треба искрен фидбек. Човек може само така да работи на себе, а особено кога и професорките Сонја Стојменска ЛЗСР и професорката Ана Мартиновска прифатија да бидат промоторки на вечерашната промоција на Емотивен талок, навистина ми беше голема чест, бидејќи станува збор за веќе етаблирани личности во светот на книжевноста.
Многу е интересно дека сите тројца на сличен начин ја прочитаа книгата. Без јас кога им го дадов ракописот на сите тројца поединечно, она што видов е дека има некаков заеднички именител во тоа како тие ја примиле содржината. И години наназад и преку перото и преку јавното говорење се борите за послободен, попродуховен свет. Но она што ме интересира, чувствувате ли ефект од борбата и трошењето на емоциите во целата оваа приказна? Мислам дека не постои нешто што би можеле да го наречеме трошење на емоциите. Се што човек дава, потоа се враќа. Затоа реков некаков фидбек, некакво Го чувствувате? На ниво на сатисфакција, да. Ако ме прашувате во однос на финансискиот бенефит, во Македонија, во светот на издаваштвото и во светот на книжевноста, никој од тоа не живее. Сите ние кои се бавиме со пишувањето, кои сме влюбеници во пишаниот збор, имаме професии кои што се паралелни со овој процес. Еве, јас во моментов работам како научен истражувач во Институтот за македонска литература, што е под капата на УКИМ. Таму станува збор за научна работа, овде станува збор за еден поинаков стил во пишувањето, сосема различно, но кое што може да биде и комплементарно. И кога ме прашувате дали чувствувам дека има повратен ефект, би рекла дека има, затоа што мојата борба, мојата мисија е да преку своите проблеми, преку своите лични предизвици, се обидам да допрам до другиот. Книгата е некако на тенката спрега, ја бара релацијата меѓу себството и другиот. Се бави со теми како што е слободата, љубовта, мајчинството, предизвиците на мајчинството, социоемоционалниот развој на децата, предизвиците на современото технолошко живење, или би рекла диктатот на технологијата. Се она што денес не обременува онака силно, се она што не испразнува во ова динамично шизофрено време, а остава кај нас некаков емотивен талог. Не е страшно ако човек ја покаже својата ранлива страна, и се обидов преку овој ракопис да наискрено да ги отворам собствените интимни пунктови, ама ми се чини дека брцнувајќи во интимните пунктови, брцнав во некој безвременски, би рекла, хуманистички или цивилизацијски теми и болки на човештвото, на секој еднос од нас. Затоа и насловот емотивен талог алудира на најгустото и најдлабокото човечко. Ке се надоврзам на ова што го кажавте, велите ке спијам спокојно ако незалудно сум потрошила 2 години од животот, ако овој мој мислечки бран барем малку не заплесне и не ги размота нашите емоционални, интелектуални и морални капацитети. Што најмногу го руши сонот на изминативе години? Од друга страна да спокој и вирба во подобро. Сакате дипломатски одговор или сакате сосема хардкор и искрен одговор? Многу работи ми го рушаа сонот минативе години. Прво, предизвиците на мајчинството, за кои не секогаш отворено зборуваме, една сериозна тема. Кога една жена во општество во кое многу пати недостасува некаква логистика за жените да останат активни на пазарот на трудот, ако една жена сака да продолжи со својата професија, ја љуби просто својата кариера, од друга страна доаѓа дете, човечко суштество за кое што си максимално одговорен на овој свет и сакаш максимално да му се посветиш, не само за менување пелени и поминување време, туку буквално и суштински квалитетно време со своето дете, тогаш секогаш треба како постојано да ги ставаш на родовата вага работите, дали ќе се одлучам за овој пат или ќе се одлучам за овој пат. Тоа се предизвиците на современата жена. Потребата постојано да бира меѓу својата кариера од една страна, јавната сфера и домот, семејството, родителството или мајчинството. Смятам дека затоа и поднасловот на книгата Емотивен талог, која што ја промовираме вечерва во МКЦ ресторанот, е приказни од женската кујна. Многу болки од светот на жените се отворени низ оваа книга. Не случајно одбрав Емотивен талог да зборува во прво лице. Книгата раскажува во прво лице, но дел од тие приказни, иако ми се доживеани, некои се и фикции. Некои се па приказни од животот на моите пријателки кои ме инспирирале на мегдан, на тацна, да ги покажам женските предизвици и женските болки. Би можела да кажам дека станува збор за женска проза. Мислам дека таков е мојот писателски сензибилитет. Гледам дека критичарите го карактеризираат како едно специфично женско писмо, но иако станува збор за приказни од женската книга, кои тоа се пред се приказни од и за животот. И промоцијата вечерва ќе биде исто и како вие, се само обична не, најавувате синтеза од разговор, музика и дружење, кои практично ќе му дадат крила на Емотивен талог?
Се надевам, да. Јас во принцип сум поборник против ригидните, класични, нормативни шаблони и кога пишувам се обидувам да се ослободам од ригидноста на книжевноста. Ја сакам таа игривост, ја сакам таа спонтаност и се надевам дека вечерашната промоција во 19 часот ќе започне на еден таков начин, иако секако ќе има еден формален дел кога промоторките, кога професор Сонја Стоименска ЛЗСР и професорката Ана Мартиновска ќе се обратат на публиката, правејќи некаква рефлексија за делото и за мене како авторка, но останатиот дел би сакала да биде едно неформално дружење, разговор, подпишување книги и едно топло чувство. Мислам дека на сите ни да остасува комуникација директна во изминативе 2 години, кога просто и допирите беа опасни за секој од нас. Секоја книга го продолжува животот во читателските раце. Приказните од кујната на Ана пак се вкус кој веруваме, долго ќе се памети.